Прераспределба на државните пари за рекламирање на партиите и електронско гласање на диаспората. Ова се главните измени во изборниот законник кој попладнево влезе во собранието по скратена постапка, но законот веќе се соочува со закани за блокада од опозицијата. СДСМ не учествуваше во работната група, но најави дека ќе ја блокира седницата. Стигна најави и од левица дека ќе го блокира изборниот законник како остане политичката дискриминација во него. Левица, иако учествуваше во работната група која ги кроеше самите измени, од партијата најавија дека сепак парите за политичко рекламирање не се распоредуваат правилно, а Пасиев на денешната пресконференција порача дека не е постигнат консензус за предложените измени на изборниот законник. Сегашните пакети се 45-45-7-3. Тоа значи дека ние не сме предвидени никаде. Нашиот предлог беше 40-40-10-5-3. Во тој случај се опфатени сите категории кои постојат. Тие не беа прифатени, се отишло на варијанта, бидејќи јас сум брифиран, не бев дел од процесот, се отишло на варијанта 42-8-5-3, но и тоа не е прифатливо за нив. Тоа значи трошки. Колку за илустрација, ние со двајца пратеници земавме повеќе пари за државно финансирање отколку со 6 пратеници, што нема никаква разумна логика. Милошовски пак кажа дека власта ќе ги поднесе измените на изборниот законник во собраниска процедура без членот 76Д за кого забелешки има левица, со што остава простор на партијата да поднесе амандман според компромисот што го предложила на работната група, а истиот како што најави Милошовски ќе го поддржат претениците на владачката коалиција. Колку не се спремни да го поддржат овој изборен законник или да го потпишат предлогот на изборниот законник, тогаш ќе им оставиме можност амандмански да се интервенира и да го предложат она што веќе го постигнаа како консензус врз основа на предлогот даден од Дуи и од левица. Лидерот на СДСМ оцени дека изборниот законник содржи сериозни решенија кои не се ниту европски, ниту демократски и кои отвораат простор за злоупотреба на изборниот процес со електронско гласање на диаспората, наместо како досега во дипломатско-конзуларните представништва. Ваков закон не сме ова собрание да донесе. Ке го блокираме затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер, демократски изборен процес, а не вака контролиран како што Христијан Мицкоски тргнал да го споставува по примерот на неговиот ментор, очигледно идол Никола Груевски. Милошовски му возврати дека бара алиби за следниот изборен пораз. Ваквата најава од господинот Венко Филипче е само доказ дека неговата главна цел е да се спротивставува на законите кои што се дел од реформската агенда, а за кои што Европската комисија досега даваше високи оценки за нивното донесување и имплементирање. 9 независни граѓански иницијативи побараа и измени на изборниот законник со кои ќе се изедначат условите за учество на изборите со оние што важат за политичките партии, за сите учесници да имаат фер, еднаков и реално достапен изборен процес. Измените предвидуваат независните кандидати да мора да соберат потписи од 0,8% од регистрираните избирачи. Габриела Лескова, Сител телевизија.